21 век, најљубовниот панк-рок бенд, по 2 години од последниот настап, повторно со концерт во Котур. Ужасно ми фалиш кога си на работа, празно е кога сум сам во спалната, ме боли срцето. Последниот концерт во МКЦ на 1 септември 2023, прв пат свириме во Скопје. Овој пат свириме во Котур на 20, 21, 22, 23 февруари. Ме боли душава, ме боли главава. Дома е најлесно и најтешко секогаш да се свири, поготово вака нас ни одговараат овие поинтимни клубови, затоа што тука сме цело време во интеракција со публиката и пред домашна публика, скопска публика, секако дека многу ни значи да свириме и да даеме се од себе, бидејќи тука сме во овој град, тука сме пораснати, тука живееме и тука се надеваме и ќе умреме. Овие концерти ги правиме и за нас, меѓутоа и за помладите колеги кои што се жалат дека немаат технички услови, ние викаме еве и ние на исто ниво ќе бидеме во еден мал клуб со лимитирана техничка ситуација, доаѓаме да се видиме со луѓето, така дека ние и почетниците во моментов ќе бидеме исто така. И тоа е пораката, една опуштена атмосфера каде што никој не користи дигитрон, некој нема злоба, едноставно заедно правиме нешто што нема некаква голема логика, меѓутоа носи некоја радост за нас и неколку стотици луѓе. Има некоја драж. Секое место си има своја, нели, приказна, ама тие, да ги речеме, помали простори, поинтимни се, секогаш малку подруга е интеракцијата со публиката, подиректно е, тука се сите, некако по лице во лице со екипата и мерак е да се свири на такви места, секогаш. Но твојот живот мене не ме засега. Во моментов спремаме нов студиски албум, што ќе биде 4ти поред. Излезе оваа година веројатно некаде на кај есен и го спремаме, го работиме во студио, свириме концерти и секаде каде што можеме и тука и надвор имаме некои планови, некоја турнеја кратка, ќе видиме како ќе. Секаде кај што имаме, може да сакаме да свириме. Па ние ова го правиме доста долго, знаеш. Некои членови го прават ова 30 плюс години, некои 20 плюс, некои 20 плюс. Мислам, нема врска, се протегаме последниве 3 декади, едноставно научивме дека тоа е тоа, треба да се прифатиш себе, да го следиш тоа што ти си, всушност да се следиш себе си, и така ќе ги следиш и другите, ќе учествуваш во она што се вика организирано живење, така тоа што луѓето во Скопје некогаш го забораваат дека живеат со други 700.000 луѓе. Така ние свесни сме, дел од тие луѓе ќе доаат тука, ќе посвириме, ќе се поминеме убаво и после ќе се продолжиме со нашите убави живоци. Фалиш во среда, фалиш